Φτάνει σε μας έπεσε ο βαρύς κλήρος να δώσουμε τη μάχη για να θέσουμε τέλος σε μια ιστορία που 50 χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. По завршувањето на Првата светска војна, Грција влегува во една голема војна со Турција. Тоа е познатата грчко-турска војна која завршува таму со Лозанскиот мировен договор. Истото се случува и после 45-та година. Грција влегува во внатрешниот виор на граѓанската војна и на длабокиот идеолошки судир помеѓу левите и десните политички струи внатре во рамките на грчкото општество. Втората светска војна и граѓанската војна предизвикале огромни економски уништувања во Грција. По граѓанската војна во Грција се забележува не само етничкиот ексодус на македонското население, туку претрпе многу и економијата. Цел тој регион, каде живееше македонското население, скоро беше опустошен од војната. Села исчезна, остана сосема празни. Државата потпаднала под мощно силно политичко влијание на Соединетите Американски држави. Најочигледен знак за американското влијание биле големите парични средства кои биле давани на Грција, без кои уништената економија не би можела да се обнови. Соединетите Американски држави, ако така може да се каже, вложуваат безповратно околу 1 милиарда долари во грчкото општество. Државата успева на оние мали стопанственици, малите занаетчи, малите трговски фирми и така натаму, основното јадро на грчката економија, да им даде една економска инјекција, ако така може да се каже, и тоа е практично почетокот на стабилизирање на грчката економија. И покрај значајното влијание на американската администрација во политичкиот живот на Грција, тешко може да се каже дека во првата поствоена деценија Грција била вистинска демократија од западен тип. Меѓутоа, плуралниот систем на одредување на општеството, редовните избори кои што ги имале и така натаму, ја одделува од останатите балкански земји. Политичкиот живот во 50-тите и 60-тите години ќе се одвива во сенка на политичката и идеолошката нетрпеливост меѓу главните политички фактори создадени за време на граѓанската војна. 29-30 Αυγούστου είναι ουσιαστικά αυτό που θεωρούμε του 1949, τον επίσημο τερματισμό του εμφυλίου. Αυτό φέρνει αλλαγές στην πολιτική ζωή, αν μπορώ να το πω. Πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή είναι βέβαια ότι το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι εκτός νόμου. Главна политичка цел на повојните влади било сузбивањето на комунизмот, а не некакво преобразување на општеството. Моите родители беа осудени на смрт. Таква пресуда баба ми ни донесе 1956 година. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι εκείνη τη στιγμή οικοδομείται έναν επίσημο αντικομμουνιστικό κράτος. Во февруари 1950 година била укината војната состојба воспоставена во 1947, а по еден месец биле одржани и парламентарни избори. Пролетта 1950 година, па до есента 1952 година, значи за отприлика 2,5 години, се промениле дури 6 грчки влади. Таа политичка нестабилност во никој случај не одговарала на западните поддржувачи, особено не на Соединетите Американски држави. Американската администрација застанала зад политичката структура Грчки собор, предводена од маршалот Александрос Папагос, кој во тогашниот политички момент на затегнати меѓународни околности, главно произлезени од избивањето на војната на Корејскиот полуостров, за сојузниците на Грција бил гаранција за политичка стабилност и цврст став кон левицата.
Една од главните карактеристики на периодот по граѓанската војна е дека македонскиот јазик полека се повеќе станувал само семеен јазик. Ако предходно македонското население го чуваше својот ентитет, македонците одбива меѓу двете светски војни да создават мешовити бракови со грците, да се го зачуват, да речеме, народот и расата, по граѓанската војна во Грција, веќе тој народен, таа народна солидарност се скрши и веќе грчкиот јазик почна масовно да влегува по македонските села и масовно веќе да се склучуваат мешовити бракови меѓу македонци и маџири. Комисии составени главно од локалните власти и од свештени лица, оделе по македонските села и барале од македонското население да пристапи кон така наречените колективни заклетви. Еден свештеник, еден представник на општинската власт, па дури во одредени случаи во некои костурски села има записи дека доаѓале и од самото кралско семејство, ги собирале најпрви децата, а потоа и повозрастните жители во сред село пред црквата вообичаено и требало да дадат заклетва дека и во семејството нема да зборуваат на словенскиот идиом. Еве како дел од овие настани биле најавувани во локалниот весник Елиники Фони, Лерин, од 8 август 1959 година. Утре во 10 часот и 30 минути предпладне, во селото Крапешина, ќе се одржи прослава за време на која селаните во присуство на властите ќе се заколнат дека тие никогаш нема да го зборуваат славофонскиот јазичен идиом, ниту во нивните меѓусебни разговори. Заради притисоците, како и образовниот систем, се поголем дел од младата генерација во секојдневната комуникација го употребувала грчкиот јазик. Има примери кога доброволно по некој македонец да искажи од е наклонет кон грчката држава, си го сменуват презимето и му дава по-грчки карактер. На место да не вели Волцис, го вели Волцидис, а Волцидис се форма на презимена на колонистите маџирите што дојдоа во Егејска Македонија. Во 1952, кога Папагос формира влада, Грција заедно со Турција се примени во Северноатланската алијанса НАТО. Во 1953 година, Грција ги подобрила односите и со Југославија и заедно со Турција го потпишале така наречениот Балкански пакт. И кога сите ќе помислат дека односите меѓу двете земји ќе се развиваат сојузнички и пријателски, сепак се забележувало различното гледање на развојот на македонската држава и на македонскиот народ од страна Југославија и на Грција представува некаков проблем во меѓусебните односи. Папагос останува на чело на грчката влада се до смртта во октомври 1955 година. Како авторитарна партија групирана околу својот водач, Грчкиот собор се соочил со тешкоти околу избирањето на соодветна личност за наследник на Папагос. Секогаш кога имате еден авторитарен водач, по неговата смрт тешко внатрешната структура се менува и тешко може од внатрешната структура да најде соодветна замена. Тоа се случува и во рамките на Грчкиот собор. Затоа морал да интервенира самиот грчки крал Павле и за премиер го наименува Константинос Караманлис. Константинос Караманлис, правник по професија, во наредните децении, без разлика дали е на власт или не, ќе биде мощна влијателна личност во грчката политика. Караманлис во политиката влегол пред Втората светска војна како пратеник од Серес од Народната конзервативна партија. Тој бил еден интелигентен човек, успел да види дека не може да владее со Грчкиот собор онака како што тој сметал дека треба да владее. Тој го распушта Грчкиот собор и го формира Грчкиот радикален сојуз. Владата на Караманлис го продолжила порано започнатиот економски развој на земјата. Со помош на средствата од надвор, владата го помагала туризмот, привлекувала странски инвестиции, се граделе хидроцентрали, рафинерии за нафта, се вложувало во земјоделието, а биле отворени и нови универзитети во Патрас и Јанина. Приходот по глава на жител во периодот од 1955 до 1963 година речиси се одвустрочил, додека цените пораснале за само 17%, со што политичката превласт на Караманлис повеќе години речиси да не била доведена во прашање.
Во 50-тите години имаме една масовна миграција на грчко население кон Австралија, кон Америка, кон западноевропските земји, особено помеѓу македонското население. Тоа во мнозинство станува да живее во оние пасивни краишта, во кои што грчката држава намерно или пак не, многу помалку вложувала отколку на Пелопонес, во Атика или на некои други места. Цели семејства започнале да мигрираат кон Австралија, кон Америка, кон Канада. Така да уште повеќе се намали процентот на македонското население и тоа некако владата на Караманлис како да го поддржуваше. Исчезнување на еврејското население, што беше спратено во логорите во Германија, од друга страна протерување на влашкото население што бе пратено во Руманија и така натаму Грција успеа денес да формира една нација што грчкото население да представува 95%. Во 6 години како председател на владата, Караманлис најголемиот дел од својата политичка активност ја насочил кон надворешната политика. Владата во 1961 година успеала да постигне договор за приклучување кон тогашната Европска економска заедница. Договорот предвидувал можен прием на Грција во заедницата во 1984 година. Есента 1961 година се одржали избори на кои Караманлис повторно си обезбедил мнозинство, но истовремено дошле обвинувањата од водачот на Унијата на Центарот Γεωργίος Παπανδρέου за фалсификат. Με τους μηχανισμούς που περιέγραψα πριν, κυρίως από τους χώρους της ασφάλειας, και έτσι θα οδηγηθούμε σε αυτές τις προβληματικές εκλογές του 1961 που θεωρούνται ότι και έχουν στοιχεία τρομοκρατίας απέναντι στους ψηφοφόρους του κέντρου και της αριστεράς και έχει αποδειχθεί πια ότι είχαν και στοιχεία νόθευσης. Δεν μπορώ να πω το βαθμό της νοθείας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε πια βεβαιωμένες περιπτώσεις νοθείας. Пролета и летото 1962 во низа градови дошло до демонстрации и судири со полицијата. Од Вашингтон започнале да доаѓаат сигнали дека владата во Атина веќе ја нема безусловната поддршка. По сето ова, Караманлис поднел оставка и ја напуштил земјата, заминувајќи во Париз. Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος σταθμός βέβαια είναι το 1964 η νίκη του Γεωργίου Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου, με περίπου 53%. За разлика од Караманлис, кој што успеал да најде сојузник и во војската, и во црквата, и во останатите делови на грчкото општество, тоа многу потешко му одело барем во овој период на Георгиос Папандреу. Тој сака да воспостави директна контрола врз војската, врз генералштабот. Меѓутоа, таа негова политичка одлука дури не сакал да спроведе ниту неговиот министер за одбрана, кој што тој го поставил во владата. По ваквиот развој на настаните, владата полека почнала да ја губи контролата врз политичката состојба во државата, пошто летото 1965 кралот Константин го поставил до тогашниот председател на парламентот Αθανασιάδης Νόβας за нов мандатар. Ενώ λειτουργούν τυπικά οι θεσμοί, δηλαδή το κοινοβούλιο, ο τύπος, η δικαιοσύνη και σε μεγάλο βαθμό παίρνουν αποφάσεις με βάση τους νόμους. Εν τούτης υπάρχουν δύο μηχανισμοί που ασκούν πολύ μεγάλη πίεση στα πράγματα. Το παλάτι, ο θρόνος από τη μια και από την άλλη ο στρατός. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα παραποιούν, διαστρέφουν τη δημοκρατία. Политичката ситуација се заострувала и додека политичките лидери се надмудрувале, на политичката сцена се појавила војската. Δηλαδή είτε εκδημοκρατισμός, περαιτέρω εκδημοκρατισμός και φιλελευθεροποίηση, άρα μετατροπή της Ελλάδας σε ένα πραγματικό δυτικό κράτος, είτε συνέχιση του κλίματος του αντικομμουνισμού, της φοβίας, του αυταρχισμού. На 21 април 1967 година, група офицери со молњевито брза акција извршиле државен удар, чија цел била да се спречи речиси сигурната победа на Унијата на Центарот на предстојните парламентарни избори. Предводниците на ударот, полковниците Георгиос Пападопулос, Николас Макарезос и бригадирот Стилијанос Патакос, со своите единици ги заземале најзначајните државни институции во Атина.
ένα τμήμα λοιπόν του στρατού, θεωρώντας ότι στην πραγματικότητα ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος είναι η φιλελευθεροποίηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία μη ελεγχόμενη κατάσταση, αποφασίζει να προχωρήσει στη δικτατορία. Еден грчки социолог со право ќе истакне дека всушност воспоставувањето на демократијата во грчката држава по 1949 година било на стаклени нозе, штом после 18 години, символично кажано после наполнувањето на полнолетство на грчката демократија по граѓанската војна, ниту една институција не била способна, не била кадарна да се спротистави на полковниците. Αυτή η δικτατορία, το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, αποτύπωσε τη λύση αυτού του διλήμματος. Δηλαδή, αν είναι να έχουμε πλήρη φιλελευθεροποίηση, καλύτερα η Ελλάδα να μπει σε γύψο. Να γίνει ξανά δικτατορία. Полковниците на почетокот ја оправдувале својата постапка како потреба да се заштити државата од евентуалното заземање на власта од страна на комунистите. Полковниците ја имале и надворешната премолчена поддршка, особено на Соединетите Американски држави. И колку македонското прашање било важно за нив, покажува фактот што прв договор што таа хунта ќе го анулира е југословенско-грчкиот договор за малограничен сообраќај. Και όλα αυτά, μην ξεχνάμε, μέσα στο κλίμα του ψυχρού πολέμου και σε μια χώρα που συνορεύει με 3 κομμουνιστικές χώρες και με μία, την Τουρκία, με την οποία έχει ανοιχτούς λογαριασμούς στο θέμα της Κύπρου, που θα αποδεχτεί και εξαιρετικά καυτό. Тоа е период кога во однос на малцинските прашања, не само на македонското, особено војната хунта има негативен однос кон муслиманските малцинства, кон турците, кон помаците. Токму во периодот на воспоставувањето на војната диктатура, во Македонија била прогласена автокефалноста на Македонската православна црква. Синодот на Грчката црква будно ги следел настаните и веднаш по одржувањето на вонредното заседание на Соборот на Српската православна црква на 15 септември 1967 година, на кое била донесена одлука за непризнавање на автокефалноста на МПЦ, Грчкиот синод, со знаење на властите, ја донел следната одлука. Формирањето на независна македонска црква ќе се смета за противканонски акт и незаконска постапка и како што предвидуваат светите канони, ги прекинува сите врски со свештенството и архиереите на оваа самостојна црква. Грчката православна црква ќе се држи до оваа одлука, додека свештените лица на самоволно прогласената црква не се покајат и не се вратат во братската Српска православна црква. И покрај заладените на момент политички односи помеѓу Грчката и Југословенската држава, слободно можеме барем од овие околности да видиме дека постоеле особено блиски релации помеѓу Српската и Грчката православна црква контра осамостојувањето, контра прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква. Крајот на режимот на полковниците започнал да се насеќа веќе на почетокот на 1973 година, кога дошло до демонстрации на студентите, при што имало и судири со полицијата. Όπου στο Πολυτεχνείο συγκεντρώθηκαν φοιτητές, αρχικά κατέλαβαν το κτίριο του Πολυτεχνείου, μετά ήρθαν εκεί και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μαζί τους για να τους υποστηρίξουν. Во мај истата година дошло и до бунт во Морнарицата. Во ноември, Атинската политехничка академија била заземена од студентите кои барале семнување од власта на војната хунта. Τα γεγονότα αυτά του Νοεμβρίου του 1973 τελείωσαν με εισβολή θεθωρακισμένων και καταστολή από την πλευρά του καθεστώτος. Ουσιαστικά υπήρξε το πρώτο πλήγμα, αν μπορώ να το πω, στην εικόνα της δικτατορίας και η πρώτη αίσθηση ότι η δικτατορία αμφισβητείται πια μαζικά. Војската сурово се пресметала со студентите, но токму суровоста и губењето на животите на студентите ќе го стави крајот на владењето на Пападопулос.
Η πτώση της δικτατορίας όμως δεν σχετίζεται με αυτό, παρότι πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν ότι υπάρχει κάποια σύνδεση, δεν υπάρχει καμία απολύτως. Η πτώση της δικτατορίας θα έρθει το 1974 με τα γεγονότα της Κύπρου. Дополнителен удар за хунтата биле настаните на Кипар, односно турската инвазија на островот во јули 1974 година. Η δικτατορία σε μια τελείως τρελή ως προς τη σύλληψή της ιδέα ανατρέπει το Μακάριο. Στη συνέχεια οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός η Τουρκία θα εισβάλλει. Τα γεγονότα είναι γνωστά, η δεύτερη εισβολή κόβει το νησί σχεδόν στη μέση, η δικτατορία θα καταρρεύσει. Според договорите што го има склучено во Цурих и Лондон меѓу Турција, Грција и Англија, што предвидува ако некој го загрози интегритетот на Кипарската република, тога една од подписниците е должна да интервенира, да го затува тој интегритет. И така Турција интервенира и сега островот се подели на две страни. Северниот дел, каде турците формира Северен Кипар, Република Северен Кипар, и јужниот дел, Грчкиот дел. Είναι πεδαριώδης η πολιτική σύλληψη και η ανετιμότητα η στρατιωτική είναι κάτι εντυπωσιακό. Θα αποτελέσει ένα τεράστιο σοκ για το κύρος του στρατού και ουσιαστικά εκεί ο στρατός το 1974 θα τελειώσει από παράγοντας, ευτυχώς πια, από παράγοντας στην πολιτική ζωή. На средба на војниот врв и представници на старата политичка елита, на Константин Караманлис му бил упатен повик да се врати во земјата и да превземе надзор над распуштање на диктатурата и враќањето на демократската власт. Тој сега победнички како спасител се враќа летото 1974 година во Грција, со што започнува еден сосема нов период во развојот на грчката држава. Во текот на 1975 година биле одржани судења на виновниците за воспоставувањето на војната хунта. Полковниците Пападопулос и Макрезос и бригадирот Патакос биле осудени на смрт. Смртните казни по кусо време биле приначени во доживотен затвор. Конечно 74-та година по падот на хунтата се одржуваат избори на кои што Константинос Караманлис од вкупно 300 пратеници во собранието успел да освои апсолутно мнозинство од 220 пратеници. По формирањето на владата, првенствена задача на Караманлис била да го спречи судирот со Турција, која во август 1974 година окупирала 40% од територијата на Кипар. И покрај ваквиот развој на настаните, Караманлис ставил до знаење дека е против воено решение на кризата. Кипар и во наредните децении ќе остане главна пречка во воспоставувањето на искрени односи меѓу Грција и Турција. Караманлис 74-та година по доаѓањето на власт ја легализира комунистичката партија на Грција, која што е вон законот после граѓанската војна. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για την πολιτική ζωή, αλλά συνολικά για την κουλτούρα εκδημοκρατισμού και φιλελευθεροποίησης στην οποία αναφερόμαστε. Тоа е еден мудар политички потек негов со цел да го ослаби својот политички противник Пасок, бидејќи добар дел од грчкото општество кое што било левичарски ориентирано, во тој случај би гласало за комунистите, така што гласовите на опозицијата тој успел да ги раздели. Кон крајот на 1974 бил спроведен референдум на кој грчките гласачи требало да се определат за монархија или република, при што само 30% од гласачите се определиле за монархија. Με το δημοψήφισμα του 1974 και με 2 τρίτα 1 τρίτο ουσιαστικά θα αποφασιστεί το τέλος της βασιλείας στην Ελλάδα. Μια άλλη πληγή, ας το πούμε έτσι, θεσμική, που απασχόλησε στον 20ο αιώνα πάρα πολλές φορές στην ελληνική πολιτική ζωή, με πάρα πολύ δυνατούς τρόπους και με συνεχή δημοψηφίσματα για αυτό το θέμα. Με τα τελευταία, πριν από το 1974 είχαμε το δημοψήφισμα του 1946, πάλι για το ίδιο θέμα, πριν από αυτό το 1935, πριν από αυτό το 1924. Дали грчкото општество се трансформирало? Во определени аспекти да, но во аспекти на малцинските прашања останала константата повторно иста. Скоро 30.000 бугари што се махобедани ги наименува само како помаци и се стреми индиректно да ги асимилира, да создаде една мала нација, само и само
to naseljenje da nema etničko bugarsko čustvo. A so Turcите ja продолжи istата политика, не им го признават нивното етничко име и стално го користат муслиманите во Грција. Во 1977 година се одржале парламентарни избори, на кои Нова демократија добила 12% помалку гласови во однос на изборите одржани 1974 година. И покрај тоа што десницата останала на власт, најголем успех на изборите остварило се грчкото социјалистичко движење ПАСОК. Всушност, притен победник на овие избори бил Андреас Папандреу, чиј ПАСОК, се грчкото социјалистичко движење, освоило дупло гласови отколку 74 година и со тоа практично ќе се види движењето на грчкото општество понатаму. Успехот на ПАСОК се состоел во нивниот спој на национализмот и нивната непопустлива политика кон Турција, со социјалистичка реторика и радикални пароли. Караманлис 1980 година станува грчки преседател, го избрал парламентот за преседател, тој ја добил највисоката политичка функција во државата. Може би не најмокната, меѓутоа протоколарно највисоката функција. Негова првенствена задача била подготовка на Грција за прием во тогашната Европска економска заедница. Караманлис бил решен овој процес да го заврза, сметајќи дека со приемот би се постигнал определен надворешно политички баланс заради влошените односи со САД, а истовремено Грција би имала и силен сојузник и заштитник. Се интензивираат преговорите со Европската економска заедница, се прават определени политички и економски реформи во рамките на грчката држава. Меѓутоа, Европската комисија во Брисел не била сосема убедена дека грчката економија, како и пребројната администрација, се подготвени за брз влез во заедницата. Сепак, Караманлис, како искусен политичар, се обидувал да го искористи чувството на вина кај европските земји, кои мощно рамнодушно се однесувале кон грчката воена хунта во претходниот период. Трудот на Караманлис се исплател. Владата на Караманлис успеа да влезе во Европската Унија без да ги исполнува сите критериуми на Европската Унија, без да почитува националните права на малцинствата на својата територија. Во 1979 година Грција подпишала договор за нејзино полноправно членство во Европската економска заедница од 1 јануари 1981 година. Тоа решение на Европската Унија не беше принципијално решение. Тоа беше едно политичко решение само и само да се зацврсти јужното крило на НАТО и на Европа и да бидат подсврсти и да биде подпорни во однос на црвената опасност. За лидер на Нова демократија бил избран нехаризматичниот Георгиос Ралис, кој на изборите 1981 година доживеал пораз. Εκεί πια εμπεδώνεται ότι η Ελλάδα έγινε μια κανονική δημοκρατία. Ότι μπορεί δηλαδή να έρθει και ένα άλλο κόμμα στην εξουσία που έχει πολύ διαφορετικές απόψεις, πολύ πιο ριζοσπαστικό λόγο και να μην συμβεί τίποτα. Μην συμβεί τίποτα από αυτά που συνήθως συνέβαιναν, δηλαδή κάποιο πραξικόπημα, κάποια κατάσταση σαν αυτήν του 1965 όπου το παλάτι θα προσπαθούσε να εμποδίσει, δεν υπήρχε πια παλάτι για να συμβεί αυτό και από αυτή την άποψη ναι είναι το μη οι εκλογές του 81. 7 години по падот на воената хунта и откако Грција станала полноправна членка на Европската економска заедница, левицата повторно дошла на власт. Η σημασία της έλευσης του ΠΑΣΟΚ ήταν ακριβώς αυτή, δηλαδή ότι εμπεδώθηκε πολύ η φιλελευθεροποίηση, αυτό που στην Ελλάδα το λέμε τελείωσε ο φόβος του χωροφύλακα, της αστυνομίας. И покрај поранешните силни критики на Папандреу кон американските бази, тие сепак не биле затворени. Неговата политика, насочена кон националното помирување, меѓу другото, го опфатила официјалното признавање на движењето на отпорот против окупацијата за време на Втората светска војна. На политичките бегалци кои за време на граѓанската војна избегале во земјите на Источниот блок, им била дадена дозвола за враќање во Грција. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Εδώ είναι ενδιαφέρον ότι στην ουσία η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ισορροπεί ανάμεσα στις δύο γραμμές.
ποιες ήταν οι δύο γραμμές. Η μία γραμμή ήταν η γραμμή της εθνικοφροσύνης, παραδοσιακά, δηλαδή αυτοί που φύγανε είναι εχθροί του έθνους, η πλειοψηφία εξ αυτών τέλος πάντων, και εμείς και ειδικότερα αυτοί που πήγαν στη Ιουγκοσλαβία και μείνανε κυρίως στην λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτοί είναι εχθροί του έθνους, τους είχε αφαιρεθεί η ηθαγένεια, δεν πρέπει να επιστρέψουν ποτέ. Враќањето било дозволено само на грците по род, додека македонците кои сочинувале речиси половина од комунистичката демократска армија на Грција не го добиле ова право. Η δεύτερη γραμμή ήταν ακριβώς αντίθετη, δηλαδή ότι σε όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες πρέπει να επιτραπεί η επιστροφή, πρέπει να τους επιστραφεί η ηθαγένεια καταρχήν και δεύτερον πρέπει να απολαύσουν τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη που είχαν πριν το 1949. Македонците биле спречени да се вратат во своите родни огништа и не им се признавало правото на грчко државјанство, иако биле родени во Грција. Со тоа, македонците го губеле и законското право за поседување на имот. Од името на основните човечки слободи и права, ние, некогашните деца од егејскиот дел на Македонија, сега како граѓани на повеќе земји во светот, Албанија, Бугарија, Демократска република Германија, Унгарија, Полска, Романија, Чехословачка, Советскиот сојуз, Југославија, Австралија, Канада и Соединетите американски држави, го креваме својот глас против сите обесправувања на човекот, против сите облици на дискриминација, политичка, национална, расна, верска и културна. Апелираме да се признаат и да се применуваат и спрема нас, македонците, и спрема нашите блиски што живеат во Грција, Обштата декларација на Организацијата на Обединетите нации за правата на човекот, Европската конвенција за човечки права, завршните документи од Хелсинки и сите други документи на меѓународната заедница со кои се заштитува човештвото, неговата сегашност и неговата иднина. Од името на тоа, бараме да се симне забраната со која нам, на македонците од егејскиот дел на Македонија ни е одземено правото на враќање во Грција поради тоа што не сме грци по род. Нам ни е одземено правото да ги посетуваме своите родители и блиски, своите огништа и се што ни е најмило. Ние сме лишени од правото да ги посетуваме нашите светилишта, гробовите на своите предци, на своите татковци и мајки, да ги посетиме пријателите и другарите во Грција. Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. После толку години во државата дека демократијата се роди, нема никаква демократија. Благодарам многу. Θα έλεγα ότι εδώ το κριτήριό του ήταν περισσότερο εκλογικό, αν πρέπει να σκεφτώ γιατί επέλεξε αυτό. Δηλαδή να κερδίσει από την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων χωρίς να χάσει από μια ρητορική στην οποία η αντίπαλη παράταξη, η Νέα Δημοκρατία θα το επιτίθονται ότι φέρνει πίσω όλους αυτούς που πήραν την μακεδονική υπηκότητα και ηθαγένεια και άρα ουσιαστικά αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας με βάση την Πέμπτη Ολομέλεια και όλα αυτά που λέγαμε πριν το 1949. Политиката на национално помирување во Грција била поддржана и од Комунистичката партија, која еволуирала во однос на македонското национално прашање. Новата политичка ориентација на КПГ била поздравена од останатите политички сили. Традиционалната политика на Грција кон македонското прашање се одразила и на студентите грци кои студирале на Универзитетот во Скопје. Само една година по доаѓањето на власт, владата на Папандреу ги повлекла грчките студенти од Скопскиот универзитет. Можеме да практично да го следиме континуитетот на грчката политика од Папагос па до Папандреу. Иако имаме една лепеза од идеолошки концепти внатре во грчкото општество, ништо не се менува во однос на малцинствата, особено не на македонското малцинство. Македонското малцинство во Грција и состојбата со македонските бегалци од граѓанската војна во Грција биле тема и на писмото кое премиерот на Република Македонија Никола Груевски
ке го испрати до својот грчки колега Костас Караманлис неколку десетици години подоцна. Кон крајот на 40-тите години за време на граѓанската војна во Грција, неколку стотини илјади граѓани и цели семејства во виорот на војната, во својство на бегалци, ги напуштија своите домови, имоти и државата Грција во која беа родени. За жал, децении потоа, по нивното напуштање на родните места и живеалишта, дури и откако заврши војната, ним им беше оневозможено, односно забрането да се вратат во своите родни места, во своите родни куќи и на своите имоти. Тоа не им беше дозволено ниту ним, ниту на нивните наследници. Колку што знам, некаде на почетокот на 80-тите години, во Грција се донесоа неколку закони со кои на некој начин им се одземаа нивните имоти и ќе се согласите дека таквите закони не се согласно стандардите на Европската Унија, НАТО и меѓународните стандарди за човекови права и за гарантирање на сопственоста. Денеска овие граѓани се тројно дискриминирани. Прво, не може да си ги добијат имотите назад. Второ, имаат сериозни потешкоти и завлегување во Грција. И трето, доколку некој од нив сака, не може како и секој друг човек кој се родил и израснал во Грција, согласно грчките закони, да има право на двојно државјанство, едно македонско и едно грчко, во услови кога Грција го дозволува правото на двојно државјанство. Имајќи предвид дека во децениите кои се зад нас, демократијата во двете држави се развиваше, а вашата држава стана и членка на Европската Унија и НАТО, институции каде особено се внимава на човековите права и на стандардите за гаранција на приватна сопственост. Очекувам дека вие, како премиер, ќе преземете мерки за исправање на оваа неправда за огромен број на луѓе со тешка судбина и животен пат. Втората тема за која сакам да ве замолам е признавањето на македонското малцинство во Република Грција и овозможување на основните права согласно со меѓународните стандарди за образование на мајчин јазик македонски, негување на културните традиции и обичаи преку различни форми на организирање, употреба на македонскиот јазик во локалните институции во местата во Грција каде тие живеат во позначаен број и други можности кои секоја демократска држава ги овозможува на сопствените граѓани кои се од етничка заедница различна од доминантната. Не постои македонско малцинство во Грција, никогаш немало. Во овој контекст, било какви тврдења во однос на постоењето на такво малцинство се целосно неосновани, политички мотивирани и истите представуваат непочитување на историската реалност во регионот. Како и за било какви имотни прашања, секое лице може да ги искористи законските постапки пред судовите, вклучувајќи го и Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Во Грција, кон крајот на 80-тите години бил основан тајниот комитет за човекови права, во чии начела можеле да се сретнат барањата за слободна употреба на говорниот и пишаниот македонски јазик, за воведување на македонскиот јазик во основното и во средното образование, за развој на македонската традиција и култура, враќање на македонските имиња на населените места и други географски поими, за враќање на личните имиња на македонците во официјалните документи, враќање на македонските бегалци од егејскиот дел на Македонија, но и за укинување на антимакедонските закони и за слободно изучување и зборување за македонската историја. Потикнати од оваа организација, македонците во некои населени места започнале да зборуваат и да пишуваат на македонски јазик, да ги практикуваат народните обичаи, да создаваат народни оркестри што исполнувале македонски народни песни, а во неколку наврати, во неколку села биле урнати статуите на грчките андартски војводи. Овој таен комитет, кој во меѓувреме се прекрстил во Македонско движење за балкански просперитет, имали свое гласило насловено Моглена. Крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години е период, како што сите знаеме, на големи промени. Распад на социјалистичкиот блок, распад на Советскиот сојуз, распад на Југославија. Во тоа време југословенските национализми почнаа да манифестираат желба за самостојност, меѓутоа на начин кој што беше непримерен за Европа во 90-тите.
Кога Европската заедница виде дека председателите на републиките не ќе постигнат согласност околу иднината на земјата, тие организираа конференција за Југославија. На таа конференција ние се легитимиравме, мислам, на најдобар можен начин, а именно се легитимиравме председателот, јас, како европски луѓе, кои што не сакаат да се повторуваат балканските трагедии, кои што сакаат на мирен начин да ја изведат својата земја од неволја и кои што сакаат вредностите на западната демократија, слободата, плурализмот, демократијата, да ги почнат да ги применуваат на својата прилично тврда автократска почва. Ја прокламиравме нашата идеја за самостојност преку една политика на миролюбиво самоопределување. Именно ние одбравме да им веруваме на западните соговорници, на Америка и на Европската заедница во тоа време, дека во денешна Европа е можно да постигнеш независност, придржувајќи се до правото и на мирен начин. Во моментот кога стана известно дека крајот на Југославија се ближи, почна загриженоста кај нашите соседи, пред се во Грција. Да се зачува монополот на брендот Македонија, некаде во август 1988 година, тогашниот грчки премиер Папандреу Постариот изврши административна поделба на земјата, во која за прв пат се појавува и се користи името Македонија. Прво, така наречените северни региони се прекрстени во Македонија и Тракија и паралелно се основани 3 дистрикти: Источна Македонија, Централна Македонија и Западна Македонија. Тајните служби тамо ставиат на знаење дека е Југославија готова, дека тоа значи независна македонска држава, тоа значи дека македонците како народ, јазик и така натака ќе станат неспорен дел од меѓународната заедница, а тоа беше нешто неприфатливо за Атина.